Дрвни изведувачи излегоа на сцената во Братислава за да изразат поддршка за водечката прозападна партија во нивната земја, Прогресивна Словачка. На само неколку дена до парламентарните избори таа заостанува во анкетите. Така, додека расположението овде изгледа опуштено, ако погледнете под површината, ќе видите дека луѓето се загрижени за идните опасности за Словачка, но и за Украина. Vieme, aké postoje majú voči Ukrajine iné strany, že sú veľmi proruské z môjho pohľadu, takže mohlo by to dopadnúť veľmi zle aj voči Ukrajine, aspoň to je môj názor. Pozerám trošku s obavou, lebo bojíme sa toho, že bohužiaľ tá demokracia môže sa po týchto voľbách proste môže dostať facku. No, ak sa Slovensko posunie, alebo respektíve ak sa tá orientácia Slovenska nejakým spôsobom bude orientovať na východ a proste na Rusko a tak ďalej. Партијата Смер СД на поранешниот премиер Роберт Фицо е фаворит за победа на изборите на 30 септември. Тој ги критикуваше испораките на оружје на Словачка за Украина, кои вклучуваат системи за противвоздушна одбрана и борбени авиони МиГ-29, ветувајќи дека нема да биде обезбеден ниту еден куршум повеќе. Prečo pre Boha nejdeme rokovať o miery? Prečo stále len rozprávame, že akú muníciu pošleme na Ukrajinu, aké tam pošleme tanky, koľko miliard eur pôjde na ďalšie vyzbrojovanie? Je naivné si myslieť, že Rusko odíde z Krymu. Je naivné si myslieť, že Rusko odíde z území, ktoré kontroluje. Tak mi vysvetlíte, na čo je to zabíjanie dobré. Фицо се представува како миротворец, но неговата партија ја повтори неоснованата реторика на Кремљ за постојање фашистички режим во Киев. Ваквите ставови го оставаат Вјачеслав Мојсенков чудоневиден. Тој побегнал овде од Украина во првите денови од војната, а куќата на неговата мајка била бомбардирана и ограбена од руските војници. Они должны приехать в Украину, эти политики, просто пройтись там или посмотреть на это все, как бы они думают, может, их обманывают, там, что происходит, что города просто исчезают. Ну, был город, нет города. Что это? Это 21 век, это что это такое вообще? Ну, это вообще, ну, я не понимаю этих политиков, если честно. Но неодамнешните анкети покажуваат дека многу словаци навистина ги прифаќаат политичките пораки на партијата на Фицо. Едно истражување во март покажа дека 51% го обвинуваат Западот за војната во Украина, а 66% сметаат дека Вашингтон ќе ја вовлече Словачка во војната. Во меѓувреме, пред гласањето словаците страдаа од високата инфлација, која во голема мера се припишува на конфликтот. Водачот на Прогресивна Словачка Михаил Симецка останува оптимист, но го признава обемот на предизвикот со кој се соочува. Lots of people are disillusioned with politics in the country, legitimately so, one might say. And if you add to this frustration, if you add the difficult social and economic conditions, if you add the geopolitical anxieties, and if you add also disinformation plus Russian propaganda, this is a very fertile ground for any populist. Исходот од изборите во Словачка во голема мера ќе зависи од тоа дали Фицо или Симецка ќе можат да формираат владина коалиција со други партии. Надворешно политичките импликации значат дека постизборните преговори ќе бидат повнимателно следени од вообичаено и тоа надвор од границите на земјата.